Земете го било кој SUV или кросовер и представете го пред јавноста, ќе го обожава. Земете го истото тоа, представете го кај големите ентузијасти. Јоп, имаме проблем. Но кога станува збор за новата Ford Puma, некако вие две спротивставени групи имаат сплотено, имаат заедничко мислење. И зошто да не? Реално изгледа предобро. Нема ниту еден детал, еден момент кој што би го издал како маана. Добро, овие фарови знам дека малку потсетуваат како Porsche, како некои модели на Porsche, односно можеби на целата SUV гама нивна, но не се копија. Овие фарови се инспирирани од онаа спортска верзија на Puma, претходната генерација, но исто така и од новиот Ford GT. Видете ги светлата, мене ме потсеќаат на очи. И оваа LED форма предобра. Потоа купеовската форма е нешто што ми го зема вниманието, што завршува со спойлерот. Ford навистина не размислувале само за заводливиот дизајн и името. Не. Ова е исто така многу практичен кросовер. Нуди 456 литри багажен капацитет. Како успеале толку многу од волку мал простор? Едноставно, поставиле Magic Box, тоа е на дополнителна остава тука доле во која што можете да ставате вода, земја и било што друго сакате. И едноставно можете го исперете овој дел, со отварање доле имате еден посебен чеп, но ако го немате тоа во дополнителна опрема како тука, тогаш имате малку помала остава и исто така по таа остава имате резервно тркало, што е супер. Сега, оваа даска исто така се варира на неколку ниво, односно на две. Имате пониско како што видовме сега и на ова повисоко кое што се прави со вршено рамен под и со ивицата на браникот, но исто така и со седештата кои ќе се спуштат, што е супер. Нормално ги има моите милени куќи за качалки, имате и приклучок за струја, што е супер. И уште еден многу кул момент за мене е оваа завеса. Обично кај другите автомобили стои тука и кога ќе окренете багажникот и во одредени моменти навистина пречи, но тука направиле едно креативно решение кое што автоматски се спушта и се крева со самото отварање и затварање, и искрено ова решение треба да го има во сите други модели. Во задниот дел имаме доволно простор за нозета, како и за главата, меѓутоа тоа не е истото за оној кој што ќе седи во средина, односно доколку патува на подолги релации, нема да му е баш најудобно, бидејќи е тесно. За практичноста, вентилацијските отвори, окей што ги нема, меѓутоа мислам дека не достига оној дел со USB портови. Тоа сметам дека треба да го има. Има остави во седиштата, во вратите и тука во средината има остава за телефон. Нешто што јас лично би сакала е наслон за рака во средишниот дел, кога веќе нема простор за некој да седи, односно да може релаксирано да седи, барем оние останатите да го искористат овој простор за да уживаат целосно. Искрено, не се бури, затвараме. Искрено, мене многу ми се допаѓа овој Fordов дизајн, класичен за Ford, за сите модели до сега што сме ги гледали. Инаку можете да ги погледнете, извинете, од оваа страна, сите наши модели на Ford и да направите subscribe во меѓувреме ако немате направено. Сега што имате тука внатре. Искористени се меки и квалитетни материјали на горниот дел. Од страна на врата пола е поделено. Тука е тврда пластика, тука е мек материјал. Ке прашате зошто, бидејќи скратиле на трошоци, а од друга страна е многу практично, бидејќи она што најмногу го допирате најчесто е овој дел. И тука ви е потребно биде меко, но овој дел не толку многу. Затоа е искрено окей и не се бунам. Другиот дел, имате 8-инчен екран кој што изгледа интересно и функционира многу добро. Сме го користеле кај другите модели на Ford. Повторно ќе кажам, можете го погледнете тоа видео и да видите дека навистина е многу добар, е респонзивен, функционира во секое време многу добро, имате и негова навигација. Многу ми се допаѓа што надоле се поставени само неколку копчиња од климуредот и точно знаете што ви треба, кога ви треба, и едноставно коригирате се. Тука напред имате уште еден дигитален екран и ги покажува сите битни информации за возачот. И сега, како и кај Фиестата, бидејќи Puma е базирана на истата платформа како кај Фиестата, секој пат Ford се трудат овие возила да бидат во склоп со
младите луѓе, бидејќи ние сакаме малку погласна музика, нели? Тие поставиле во оваа опрема, оваа основна опрема, поставиле 10 звучники. И вау, мислам дека некој ниво оглувев, но има одлично озвучување, така да голема пофалба е сега. Како што гледате, поврзан е преку USB кабелот, значи имате USB порт 1, имате 12 волтен приклучок за струја, можете било кој телефон да го поврзете со овој систем. Имате една остава тука за телефонот, имате една остава за ситни парички, за шишиња, имате една мала остава со голема, односно мал наслон со голема остава и внатре имате уште еден USB кабел. Сега може да одиме да се возиме. Ајде вака, прво да кажеме во какво ниво на опременост е ова. Ова е титаниум ниво на опременост, што значи некое почетно ниво што се нуди од Ford и искрено за почетно ниво има доста интересна опрема, како што видовте овој екран доаѓа во стандардна опрема. Имате паркинг сензори, нема паркинг камера, тоа се доплаќа и сметам дека треба да го имате во 21 век, бидејќи ви е реално многу потребно. Овој пакет чини 20.500 евра, во дополнителна опрема оваа сива боја, исто така за темнетите стакла, доаѓа со 17-инчни бандажи, тоа се стандардни и искрено изгледа доста добро. Сега веќе може да дојдеме до возните перформанси, возните карактеристики. Ford како Ford до сега, ја што сум ги возел, ниту еднаш не подклекнале кога станува збор волан и управувачки систем. Сметам дека го имаат најдобриот волан и управувачки систем, најпрецизниот. Од аспект на спортско чувство го имате најуправливиот автомобил. Секој пат имате многу добра контрола зад волан, имате огромна доверба над автомобилот. Нешто што не очекував е тоа што како Puma, некој наследник на еден спортски автомобил, без разлика што денес е прераснат во кросовер, сметам и очекував дека треба биде многу по-цврст во кривини, да не се разбереме погрешно, тој е доста цврст и стабилен, но едноставно се чувствува многу големо клатење, барем со ми тоа го осетивме и шетаме низ седиштава. Седиштава се супер, удобни, ве држат со овие странични потпори од страна, но едноставно се чувствува големо клатење што не им е по кејф. Сега веќе кога ги спомнавме седиштата, има уште еден интересен факт за оваа Puma, тоа што овие седишта се со навлаки и овие навлаки се вадат многу лесно со патент на еден потек и лесно се става да се исперат, што е супер. Во поглед на перформансите имаме во оваа опрема имаме 1.0 3-цилиндричен EcoBoost турбобензинец со 125 конски сили. За вака мал мотор со 3 цилиндри е навистина многу моќен, експлозивен, жилав. На одредени моменти не сака да биде возен на ниски вртежи, сака да биде малку повеќе газен, да се израза малце така по жаргонски, но во спротивно добивате на чудна бучавост, вибрација која што барем Мими не може да поднесе. Сега се извадив на тебе, Мими, извини. Но искрено ниту јас не можам да поднесам така на подолг пат, да има таква бучавост. Мора да ги пофалим од друга страна Ford дека направиле едно возило кое што за 3 цилиндри не се чувствува дека вибрира, дека има 3 цилиндри, да се чувствува таа непријатна бучавост. Зборам на нормалните брзини и од тој аспект стварно голема пофалба за Ford. Тоа е благодарение на еден нов држач кој што е вметнат во моторот, ги сузбива сите тие вибрации и стварно се чувствува. Нешто друго што многу се чувствува исто така, тука има едно копче за менување на модовите на возење, односно тоа се менување на мапи. Имате нормал, еко, спорт
има за снег и за доста врнежливо и калливо време. Во сите тие различни модови се чувства голема разлика од еден во друг мод, бидејќи има разлика во респонзивноста на педалата за газ, во воланот, што интересно е колку разлика се чувствува. Не, барем кај другите модели, негови ривали, не се чувствува толку голема разлика. Едноставно, Пумава ви оддава едно чувство на дека не припаѓа во класата во која што ја споредуваат, туку многу повисоко тоа, навистина, на возни карактеристики, на изглед, на се што нуди. Јас би оставил многу погоре во некои полуксузни брендови, во некои поспортски брендови, и тоа збориме со ова ниво на опременост. Каде се другите? Сега сигурно се прашувате што друго се нуди. Освен овој 1.03 цилиндричен мотор, кој што го има во верзија со mild hybrid, исто така со 125 конски сили, го имате како сега во верзија со 6 степен мануелен менувач и со 7 степен автоматски. И исто така имате уште една дизелска варијанта 1.5, која што е многу популарна, но ако возите најмногу во град, урбана воžња, тогаш овој мотор ви е сосема доволно. Ако гледате малку од страна на фамилиарен аспект или потребно ви е возилово за чести патување на отворено, тогаш ви предлагам да одите на поголемиот мотор, на дизелот, кој што сметам дека многу повеќе ќе ги трпи тие километри. Околу менувачот, како што спомнав, ова е 6 степен мануелен и е навистина краток, прецизен, мене ми легна на рака. Верувам дека и на Мими денови од друго возеше. Ми се допаѓа нешто друго кај Форд, тоа што педалите немате потреба да ги учите долго време. Седнувате и веќе се чувствувате како ова да е ваше возило, како да се знаете години, километри, што е добро, бидејќи не сакам да седнам и да го учам возилото долг период. Јас ќе додадам само дека во ова ниво имате lane assist, имате brake assist и исто така имате радар кој што ги препознава сите знаци пред вас, кој што искрено е многу практичен. Исто така имате темпомат, имате сензори за дожд, имате LED светла, имате загревачки ретровизори. Интересна опрема, може би ми фали камерата и тоа е тоа што би го одвоиле денес за Пума. Искрено очекував дека ќе ме разочара, бидејќи ова е нова генерација на Пума, а претходно знаеме дека беше спортско возило. Денес прерасна во кросовер, кој што се уште, можам да кажам, ги има задржано тие квалитети од старата Пума, но исто така, за да ги задоволи сите потреби што денес ги бараат, нели, за кросовер и SUV, како што спомнавме, ги исполнува и тие критериуми, така да ова е многу интересен модел за кој што вреди да посветите многу големо внимание. Следете не, направете subscribe и се гледаме наредна недела. Чао!